Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за аневризми во мозокот. Зошто за нив се користи изразот темпирана бомба? Која категорија на граѓани се најризични за да добијат аневризма во мозокот? Зошто аневризмата расте и кога доаѓа до нејзино пукање? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доцент доктор Петар Јаневски, интервентен радиолог од Институтот за радиологија. Доктор Јаневски, добре дојдовте во Добриот доктор. Благодарам на поканата. Еве, како што споменав и во самата најава, како лекари знаете да го употребувате изразот темпирана бомба кога станува збор за аневризма во мозокот. Зошто се користи тој израз и што всушност представува аневризмата во мозокот? Па видите, тој израз темпирана бомба е доста сликовит. Не служи за да се заплашат пациентите, меѓутоа најпрви патоанатомски мора да објаснам што значи аневризма. Тоа е слабо место во самата артерија, кое што е проширено и кое што има ризик да руптурира, да пресне. Најсликовито да го објаснам за гледачите е да си замислите една гума од точак, кое што гума на едно место е ослабено. Под притисок константен од тие пулсации од крвта, тоа ослабено место набабрува во форма на топче, односно меурче, кое што меурче после има опасност понатаму да руптурира, односно да прсне. Сега, тоа меурче, обично за тоа викаме меурче, тие аневризми се викаат бери аневризми најчесто. 90% од популацијата ги има, 90% од аневризмите кои настануваат се така наречени бери аневризми, бидејќи тие наликуваат на цреша, округла, значи округла форма, како што напоменав, како балонче буквално. Останатите 10% се од оние фузиформни аневризми кои што не се толку чести и нема толку голема опасност да руптурираат, односно да прснат. Сега кога споменавте нели 90% и 10% на поделбата, дали тоа значи дека може се раѓаме со аневризми или како таа се стекнува, може да се добија во текот на животот? Па да, ова е добро прашање, меѓутоа одговорот е негде помеѓу, значи. Ниту се раѓаме, ниту стекнува. Значи секој многу ретко е бебе да се роди со веќе формирана аневризма. Значи збориме за артериски аневризми, не венски. Постојат и венски, меѓутоа тоа е друга тема. Значи артериски аневризми на мозок е бебиња многу ретко. Што значи? Ние имаме своји предиспозиции да ствараме аневризми. Значи одреден процент од популацијата има предиспозиција да понатаму во животот створи аневризма. Тоа значи дека има фрагилни, односно по-нежни крвни садови во споредба со останатиот дел од популацијата. Кога, како што кажав, под притисокот, што го напоменав од крвниот притисок, од пулсациите на крвта, оно слабо место кое претходно го напоменав, попушта и се ствараат. Значи, мора да имате некоја предиспозиција генетска. Сега, оно што може не е добро за женската популација, мора да го напоменаме, дека 2/3, односно 2:3 се извинувам, е соодносот на повеќе аневризми се јавуваат кај женската популација. А зошто? Не е објаснето, меѓутоа оно што е објаснето е дека се јавуваат најчесто после менопаузата. Оно естрогенот е оно што ја штити крвниот сад. Значи пак е поврзано со хормоните. Пак е поврзано нормално, значи после менопаузата се јавуваат тие најчесто аневризми кај женската популација. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Јаневски, ве споминавте, некои имаат предиспозиции или со понежни крвни садови. Како може да издвоиме, односно кои би ги издвоиле како најризична група на граѓани кои нели може да добијат аневризма и кои се симптомите за ние да знаеме дека всушност можеби станува збор за аневризма и треба да побараме соодветна лекарска помош? Па вака, кога зборуваме за ризична група, мора да напоменам дека фамилиарната анамнеза е многу важна. Односно сега да не стварам паника помеѓу гледачите, меѓутоа ако имате не еден или двајца, повеќе од двајца од блиската, од прво колено, да кажам, роднини кои имаат мозочни аневризми, се препорачува да направат скрининг, односно да видат дали имаат аневризма, бидејќи е докажано дека има наследен фактор ова настанување, генетската компонента. Како што кажав, прво треба да имате генетска предиспозиција, меѓутоа генетската предиспозиција заедно со овој фамилиарниот, нормално исто така е генетска предиспозиција, која ќе земете заедно е ризик фактор. Втор ризик фактор е пушењето.
знам дека на гледачите нема да им се свига, меѓутоа пушењето е користениците значи на никотин се подложни на стварање на аневризми и понатаму за руптурирање на нови аневризми. Дали некои останати, можеби, ова е веќе од лошите навики, нели, ако може така да се изразам со пушењето, меѓутоа и останати некои хронични заболувања или други некои начинот на живот исто така може да влијае? Начинот на живот во однос на начинот на живот, оние секојдневни навики кои предизвикуваат повишен крвен притисок, заедно со пушењето, и тоа е начин на живот негде. Тоа е вториот фактор кој што е кој предизвикува руптурирање на аневризми, значи никотинот и повисокиот притисок. Тоа значи дека оние што имаат хипертензија или што можеби имаат скриена, не знаат дека има, треба да ја регулираат затоа што се во ризик групите. Видете, да, треба да ја регулираат, бидејќи самата таа хипертензија, аневризма, мора да објаснам како руптурира, односно прска таа аневризма. Прска најчесто при зголемен физички напор, при некој емоционален стрес и при повишен крвен притисок. Да. Значи самиот крвен притисок предизвикува тоа слабо место, тоа меурче во крвниот сад да прсне. Сега, бидејќи нели никој од нас не знае дали има или нема аневризма, кои се тие симптоми што може да не загрижат или да не упатат да побараме соодветна помош? Видете, во литературата е објаснето тип на главоболки кои се, да кажам, предвисници на таа главоболка. Меѓутоа, главоболката која ќе настане, тоа прскање, тоа руптурирање на таа аневризма, се разликува од сите други главоболки. Пациентите најчесто ги опишуваат тие главоболки како најсилната болка која ги доживеале во животот. Значи, мора да напоменам, за да ги разликуваат гледачите, секоја главоболка не е главоболка од аневризма. Значи, оние мигренозни главоболки настануваат постепено, со помал интензитет, меѓутоа стигнуваат до многу силен интензитет, така. Овие главоболки предизвикани од руптура на аневризма настануваат нагло. Значи, молскавично, во истата секунда, најсилната главоболка која што ја доживеале во животот. И затоа препорака е, таа главоболка инаку е исто проследена со заматување на вид, заквачен врат. Меѓутоа препорака е да не се взимаат, да не пробуваат само медикација, лекарства за главоболка, туку да се повика брза помош, бидејќи оваа главоболка нема да помине само со лекарства, односно значи главоболка секако има, тоа е еден од претпоставувам главните симптоми. Кога ќе руптурира. Меѓутоа има и главоболки кои се предвесници на тоа сакав да ве прашам пред да пукне или руптурира, што е она што може да ни укаже дека еве да стигнеме навреме? Најчесто не можеме, меѓутоа ако имаме претходно диагностицирана аневризма и ако добиваме тие чести главоболки зачестени во интервали, тогаш е предвезник дека треба нешто да се преземе, односно да се оди на контрола кај лекар. Така. Пред да продолжиме, доктор Јаневски, дека имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Дали имаме гледач, повелете? Ало, има. Да, повелете во програма сте. Добар ден за доктора и добар ден за вас, Тајна. Ви благодарам, повелете. Видите, имам една дилема, доста стара година, поќе години. Мажот ми почина од излив на мозок. Ме слушате, Тајна? Да, ве слушаме. И тој ден малце поќе пешачеше, а веќе тој имаше висок притисок. Лекарство не пара му се не примаше и добро. Висок притисок. И на тој само намалете го звукот на телевизорот затоа што се слушате и вие повторно и повелете. И вака сега. Тој ден толку пешачеше, нешто загар убав имаше, го бараше и си дојде несумарен, рече. Мажот ми си дојде, притисокот керка ми му го измере 280. По другиот ден го однесовме на болница Битол. Тука, кај во кома, кај не во кома, го однесовме Скопје. Скопје одмак го примија на скенер. Видоја што видоја,
пак комата 2-3 дена се беше поред. На крајот после во зорите се освести и само си рече кај ми е дете. Син ми не беше тука. По другиот ден докторите вела да беше горе коста кај мозоко, коската ќе скршевме ке куртулеше детето. А вака наеднаш за 4 дена тој почина. Излив на мозоко, рекој. И си ојде. Еве го години, да речам 30. Пошто ете и докторот истото го кажуваше тоа нешто за мозоко ми се врате филмо назад. Ете така, толку можам да ви кажам, докторот може нешто да ми каже, да ќе не утеши. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, претпоставам дека тоа се оние Кој што ги напоменав пред малку, како да кажам, ризик фактори кои предизвикуваат структура на вијаневризми, значи, како што кажа гледачката, незиниот сопруг имал висок притисок, покачен притисок и физички напор. Најчесто тогаш се случуваат тие крварења, тогаш настануваат тие крварења, меѓутоа треба претходно нормално да имаме аневризмата, така, подлога да имаме за руптура. Сега, оно што е важно, оно што го напомена гледачката е дека четвртиот ден, обично после третиот ден, затоа ние гледаме овие аневризми се решат во првите 24 часа. Зошто? Бидејќи после третиот ден веќе настанува така наречен спазам, односно самиот организам има механизам како да се заштити тоа крварење. Вие кои имате крварење, механизмот прави така наречен вазоспазам, односно ги стеснува артериите. Зошто? За да не доаѓа крв до местото кај што крвари, до аневризмата. Так. И самиот тој вазоспазам има повреден механизам, односно предизвикува исхемија, односно намалена циркулација во тој дел од мозокот и настануваат инфаркти. Значи тоа е едно од причините, еден од факторите кои сакаме да ги спречиме, и затоа на навремена интервенција во првите 24 часа заедно со рекрварењето, бидејќи докажано дека најголем процент на смртност има кај оние пациенти кои што ќе доживеат рекрварење во првите 24 часа. Така. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка слушна, односно тај сакаше да слушне до објаснување зошто нели дошло до ваков фатален исход. Дали имаме гледач? Ало? Да, повелете, во програма сте. Во програма сум. Да, во програма сте, повелете. Поздрав до емисијата, до докторот и до водителката. Ви благодарам. Повелете. На возраст од 75 години на рутински преглед установена анеуризма стомачна со неголеми параметри, препратена на кардиохирургија. Ме интересира дали тоа се прави со катетеризација или мора да се оперативно да се решава. Фала многу. Така. Јас ви благодарам многу за јавањето. Ова не е за мозочно, меѓутоа и тие се чисти стомачните аневризми. Може да се реши и хируршки, значи и ендоваскуларно со поставување на протеза евар. Така да се обрати таму кај што докторот била кој што упатена секако на клиниката за кардиохирургија. Дали имаме гледач? Да, кој повелете, во програма сте? Не се слуша. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Убав ден, ве слушам и јас на телефон. Ви благодариме, повелете. Јавувам, поздрав, празници убави поминаја до вас и до доктору и до вашата цела телевизија. Ви благодариме, повелете. Едно прашање до доктора, пошто се работи, не сум била на лекар за главоболки, притисокот ми е многу ми варира едино. Тоа е тоа, пијам само Конкорд, друго ништо не пијам. Затоа одам кај доктор нормално, али за главоболката конкретно, некогаш, можда на месец-два, за јака болка позади левото вода ми се појави, наеднаш. И останува мислам болката, и мислам не пијам ни таблета, ништо, по едно од пола сат, полека сама заминува. Тоа е ли обична главоболка или каква е? Навечер притисок ми се качува до 180 навечер, ноќе на спијање. Сум била и холтре, сум носела. Дење е 130, 170, 80 максимум дење, ноќе во спијањето. Така.
Значи притисокот ми оди до 180, долниот е 80, само горниот се качува. Сега доктор ми рече дека преактивна сум, а баш сум многу млада, 77 години, точно сум активна. Так. Мислам, доста читам, така, работам, сето то. И дали од тоа што го преморува мозокот или нешто друго. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве, ние споменавме дека секоја главоболка не значи опасност, меѓутоа, но и во ситуација која имаме такво нагло варирање на крвниот притисок, колку и тоа може да биде причина за... Може да биде причина за прскање на евризма доколку постои. Пак ќе кажам. Според некои студии, околу 10% до 15% од населението имаат вродени, односно имаат предиспозиции, пак да се навратам, на стварање на аневризми. Меѓутоа, не значи дека сите имаат аневризма. Секоја главоболка не е таква главоболка која што ја пишевме. Значи, таа треба да биде нагло да настане и не поминува. Меѓутоа, еве, ваква, како што пиша нашата гледачка, позади уво, силна болка која што самата по себе поминува. Може од фикс причини да биде, не може. И го спомена физичката активност. Меѓутоа, пак ја кажам, треба да го регулира притисокот и може мигренозна болка да биде, може од многу фактори да биде, не можеме да се уште медицината нема објаснување за сите главоболки, да се разбереме. Така. И сега, доктор Јаневски, зошто една аневризма расте и кога доаѓа до низино, зошто доаѓа до низино, кога и зошто може да дојде до низино пукање? Па вака, аневризмата расте со тек на годините, односно расте под прво треба да имаме, пак ќе се навратам, предиспозиција за настанување, тоа слабо место се зголемува, односно аневризмата се зголемува со тек на годините под притисок на хемодинамски стрес. Значи, самата пулсација на крвта, која што мала во зидот на аневризмата, го зголемува тоа меурче, таа аневризма ја зголемува и настанува аневризма. Сега има три различни типови на аневризми, ние ги класифицираме како мала, нормално, голема и гигантска аневризма. Мала е до 7 мм, имаат околу 0,5% за шанси да руптурираат. И нормално, како што се зголемува над 10 мм, они големите се поголеми и поголеми аневризми, гигантските исто така. Меѓутоа, гигантските аневризми имаме со напредокот на интервентната неврорадиологија, имаме начин и нив да ги третираме, додека порано немаше начин да се третираат овие аневризми и најчесто, мора да кажам, беа впраќани во странствено лекување. Меѓутоа, ние на Универзитетскиот институт за радиологија во редовна пракса ги третираме дури и овие гигантски аневризми. Така, кога кај пациент, нели, ќе се утврди дека има аневризма. Како се држи под контрола? Колку често, дали веднаш се прави некој од методите или пак може и да се контролира со редовни прегледи? Може да се контролира. Јас имам многу пациенти кои што имаат, значи под 7 мм, односно под 4 мм ние имаме став на нашиот институт, да под 4 мм не третираме аневризми, под 4,5 конкретно. Нив ги следиме, еднаш годишно редовно прават магнетна резонанца или компјутерска томографија и нормално, пак ќе напоменам, им препорачуваме пациентите да контролираат притисокот. Што е оно што како они самите, нели, во домашни услови да си бидат мирни, да знаат дека... Да си помогнат со тоа што ќе имаат притисокот нема да им биде висок, ќе го регулираат и нема да пушат. Тоа е единственото добро нешто што може го направат за себе, за оваа аневризма, иако ја имаат, не значи дека секоја аневризма има луѓе живеат до целосно, мислам, без да биде третирана старост, без да биде третирана аневризмата, не значи дека секоја аневризма значи дека ќе прсне. Меѓутоа, кога ќе прсне, освен таа силна главоболка која што се појавува, дали може и нешто друго да се случи или како веднаш да се стигне да се побара помош? Па кажав, освен силната главоболка, најчесто имаат, значи, најчесто се несвестуваат многу од пациентите, имаат заматен вид и вкоченет врат. Тоа значи дека одма треба да повикаат брза помош и да дојдат на комплекс клиники Мајка Тереза, ќе бидат примени нормално на клиниката за неврохирургија и подоцна нормално во соработка, ние соработуваме блиску, односно се еден тим со клиниката за неврохирургија, со тимот на неврохирурзи и интервентни радиолози одлучуваме кој третман е најдобар за пациентот. Бидејќи статистиката покажала дека
хируршкиот клипинг мора прво да објаснам кој е третманот. Значи има два типа на третман. Едниот е хируршки, односно отворена операција на мозокот, она што е кранектомија, се отвара главата, хирурзите, неврохирурзите кои што го прават, и мора да напоменам дека тој оперативен зафат е потраен, односно неврохирурзите стават штипка на самата аневризма и таа штипка е успешна во 95 до 98% од случаите. За разлика од тоа, ендоваскуларниот третман, на кој што го работиме ние, е минимално инвазивен. Не се отвара. Не се отвара главата, значи правиме пункција, боцка, буквално, боцнуваме артерија во препонската артерија или во раката, односно рачниот зглоб. Преку таа артерија одиме во мозокот и ја полниме таа артерија најчесто со платински спирали. Сега, оваа ендоваскуларна операција, иако е успешна 95%, малку по, да кажам, по-нетрајна од хируршкиот третман, студиите докажале дека има подобри резултати бидејќи не се травматизира самиот мозок. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Весна од Крива Паланка, Лазаровска. Добро. Голем поздрав до вас, а највеќе до докторот Петар Јаневски, што пред 2 месеца имам направено интервенција и успешна и многу му фала. Така. Еве, јас ви благодарам многу за јавањето. Ова беше ваш пациент, доктор Јаневски. Затоа се представи по име и презиме. Така, да, затоа ни се представи. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум пациентка на докторо и благодарение на навременото откривање на аневризмата и ми е санирана. И сум му многу благодарна. Докторо, мислам дека ќе ме познае за кој пациент. Да, Бети, како сте? Добри сме вие, доктор. Ве препознав по гласот. Так. Да. Саках да кажам многу благодарност до докторот, бидејќи на време ни ми е санирана аневризмата. Еве сега ќе го прашаме. Гледаме често, секоја година си правам магнетно. Еве сега ќе го прашаме и доктор Јаневски конкретно за овој случај. Еве, ни се јавува гледачката, значи што значи навременото откривање и редовно контролирање на аневризма. Па видете, кај конкретно така и последната гледачка, мојата пациентка, кога откривме, беше доста млада, околу 50 на години, мислам дека пред 50 беше, и затоа решивме да третираме таа аневризма. Не значи дека секоја аневризма, ако е навремено откриена, например некој Дека пациент... не може да стигне, да. Да, меѓутоа некои пациенти на 77 години, како претходната гледачка што се јави, не значи дека треба сите пациенти да ги третираме. Некогаш ризикот, значи има процент, секогаш постои процент. Процентот да се случи компликација при ендоваскуларна процедура е 10%, процентот да руптурира таа аневризма на 70 и не знам колку години е исто така 10%. Значи, навременото откривање не значи секогаш дека треба сите аневризми да се третираат. Меѓутоа, кога се помлади пациентите, конкретно последната гледачка не е пушач, тензијата ја држи, така да нема ризик фактори таа аневризма да меѓутоа колку и да се опасни, доктор Јаневски, еве се што зборуваме, меѓутоа сепак имаме и онаа подобрата страна дека и кога ќе се откријат и доколку се третираат, пациентите си живеат нормален живот. Секако. Поготово со напредокот, преска напоменав, со напредокот на оваа ендоваскуларна радиологија, ендоваскуларна минимално инвазивна хирургија, како го сакате да наречете, има многу нови уреди. Значи, со напредокот на овие уреди, порано мораше да се полнат тие аневризми со платина со спирали. Сега може да поставиме еден тип на стент, flow diverter наречен, кој што буквално предпоставам гледачи да сте слушнале за байпас. Ова е некој нечен байпас внатре во самата артерија која байпасира аневризмата. Постепено таа аневризма исчезнува од циркулацијата, имате нормален крвен сад и пациентите им викам, вие сте излечени. Веќе немате аневризма и никогаш повеќе нема ви се појави нормално. Да, тоа е она што го велиме, нели, модерната медицина и современиот напредок во медицината. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавам од Крива Паланка. Повелете. Голем поздрав до телевизија Светова, редовна гледачка.
Па, сакам нешто да ве прашам и до водителката поздрав и до докторот. Ви благодариме, повелете. По толку долго време. Па сега јас имам на прашање 35 години сам. 5 години патам многу од кичма. И ми прави голем проблем ноќно време ми го качува притисокот до 180. И ненормално ме боли. И инекции ми дават, лекови пием. Што да правам понатаму, не знам. Дали имате правено некој од оние диагностичките процедури, магнет, компјутер? Да, сликав кичмата, лордоза, спондилоза, тоа ми кажува. И само лекови. Кога јако ќе ме пати кичмата, идем на брза помош, дават ми инекција, пак, значи 3 до 4 инекции ќе ги примам и пак почна да ме боли. Тоа што ме боли, докторе, многу ме и гори. Значи ме гори толку што не можем да издржим. И некои топли брамови и го качим притисакот до 180 високиот, а нискиот си стои место. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, да, ова не е за аневризми, меѓутоа пак е еден од чистите проблеми и посебно проблем имаат, еве, бидејќи ни се представи нашата гледачка, од внатрешноста со оние термини, со упатувањето, да стигнат нели до... Добро, кога што разбрав кај пациентката веќе е диагностицирана најверојатно Да, каде повеќе. е болката, таа болка нормално предизвикува зголемениот крвен притисок, меѓутоа за таа болка лумбоишалгија, што ја нарекуваме ние, може да се преземе нешто, доколку има испади, значи невролошки, може да оди на неурохирург да се оперира. Ние како интервентни радиолози имаме и минимално инвазивни процедури кои што се склеротизира, тој сам диск кој што го потиска тој нерв, заради која е болката, може да се склеротизира, да се намали. Меѓутоа тоа е, пак ќе кажам, друга тема. Така, да, во секој случај, еве, доколку нашата гледачка сака, може преку матичен, преку ваквите да си закажување нели на термин за интервентна. За ПРТ или некоја друга процедура. Така. Доктор Јаневски, кога ги зборевте, нели процедурите дали да се отвори главата со на класичната хируршка или пак мини инвазивната хирургија, како се одлучувате, што е пресудно, кој од овие две методи ќе биде избран? Овака, како што напоменав пред малку, имаме стручен колегиум со клиниката за неурохирургија и ние на тој стручен колегиум одлучуваме што е нели најдобрата варијанта за пациентот. Секогаш нормално пациентот е на прво место, така да тоа е лекарски тим кој што одлучува каков третман ќе има тој пациент. После, без разлика дали е нели првиот или вториот, дали е со класична хирургија, мини инвазивна, колку време е неопходно да се задржи на болничко лекување за да знаете вие дали имаме успех во сето тоа што е направено? Така, не напоменав дека овие аневризми многу од пациентите кои ќе рапторираат, многу од пациентите воопшто не стигаат до... Да, тоа сакав да кажам дека има и фатален исход. Да. За жал, статистиката не е добра, многу од пациентите, околу 10 до 15%, воопшто не стигаат до болница, значи имаат фатален летален исход. А за разлика од нив, оние кои што ќе стигнат во болница, во првите 30 дена исто така има големи шанси да починат, односно 40 до 45% од нив имаат шанси да починат. Сега, од оние што ќе преживеат, значи тоа ќе додат околу 50%, 1/3 имаат само нормален живот. Додека другите 2/3 имаат некои последици од тоа крварење мозочно. Напоменав, ендоваскуларните процедури се по-атрауматски, односно не предизвикуваат таква травма на мозокот и затоа имаат на долги стази подобар исход. Меѓутоа, самото решавање на аневризмата е потрајно кога ќе се направи хируршки клипинг. Сега, се случуваат реканализации, поготово при овие наши ендоваскуларни процедури, околу 20% знаат, 15 до 20% се случат реканализација. Што значи тоа? Тоа значи оние платина жички кои ги ставаме од платина, постепено со годините, под притисок, значи тој хемодинамски притисок, хемодинамски стрес на самата артерија и на овие платински спирали, се набиваат во еден дел од аневризмата и настанува така наречена реканализација. Меѓутоа, таа реканализација не значи дека треба одма да третман.
може да се следи, еднаш годишно правиме контроли и пациентите си доживуваат длабока старост иако имаат реканализирана. Битно е се спречи на иницијално рекрварење во првите 24 часа. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програмата. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавуваме од Несрштата на Македонија, тоа е поготово од Прилеп. Повелете. Видете, ќе имам прашања две, едно за сопругата, едно за мене. Повелете. Видете, секој ден се соочува со главоболки во пределот на слепочниците, во меѓу коренот на носот, кај очите, и горе на темето, што викаме горе на главата. Да. Таа страда и од епилепсија, али ги прима редовно лекарствата, буквално и бевне на контролна томографија направили во ред, покажа резултатите, немаше ништо, а одошто може да видат главоболките. То за незе. Добро. А кај мене без јасна неврологија, на очно, на ушни, одошто може да се јави вертигото. Притисокот кај мене, како што каже една сопруга, преисто варира, денски оди 160, навечер 130 со 80. Дали има некаква опасност да ми каже и почитуваниот доктор? Поздрав се најдобро. Ви благодарам многу за јавувањето. Еве овде имаме и за двајцата, нели, брачен пар. Еве прво за главоболките кои што се над слепочниците во челото на темето. Меѓу очите кои што напомена пациентот дека неговата сопруга имала, тоа може дури да е за работи за синузит. Бидејќи кажа дека има направена диагностика, кој што разбрав, сега компјутерска томографија претпоставувам. Може да се работи за синузит. А за господинот конкретно не би можел да кажам вака да нагаѓам од што може да му е вертигото, односно вртоглавицата, може од X фактори да се јави, меѓутоа тоа треба лекарот кој што го води, кој што ја знае неговата целосна медицинска историја, да го упати на соодветно место, дали треба инвестигација некоја да се направи, дали соодветен, он кажа на орала бил, што мислам дека е првиот чекор и правиот чекор да се испита дали потекнува од... Додека пак за сопругата треба да проверат дали станува збор за синусна болка кој што знаат да дадат такви симптоми. Синусите, да. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете? Повелете, ве слушаме. Ало, сакам да прашам едно прашање до докторот. Повелете. Девер ми има проблем со ррбето и го тера да оди на операција. Има нервен слон во ррбето и го тера да оди на операција. Дали е ризична таа операција или не? Сакаме да знаеме. Операција на ррбет. Повторно надвор од темата. Да. Меѓутоа тоа треба да се консултира со хирургот кој што неопходно претпоставувам, да. Меѓутоа ризиците треба да ги објасни, значи хирургот кој што и предложил воопшто, кој што му предложил да се направи таа операција. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Доктора да ме уклучите, може? Повелете. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот. Ви благодариме, повелете. И едно прашање. Да ми кажи, од пример од короната од кој беше, се осеќам на левата страна како да ми бија главата. Така? Тоа ви трае неколку години? Од короната од кој беше. Така. Така јас... Повелете? Така ми бија редовно главата. Од левата страна само. Така. Така јас ви благодарам многу за јавувањето. Колку доктор Јаневски може самиот ковид нели последиците да дадат еве такви симптоми со болење на... Докажано беше дека ковидот дава неуралгија, така да можеби, иако мислам дека премногу години се пројдени од тогаш, може да гледачката да се консултира со невролог, да види од каде е таа болка. Така.
глава. Да, во секој случај треба да се обратат. Бидејќи сме веќе на самиот крај на емисијата, ве кажавме колку може да биде и опасна и да не преживее нели пациент доколку прсне аневризмата, меѓутоа да ја се вратиме на посветлата страна како да превенираме да не дојде до аневризма и како да превенираме да не дојде до пукање или рупторирање на аневризмата. Овака, да превенираме да не дојде до аневризма не можеме, меѓутоа можеме доколку имаме некој, како кажав, член од фамилијата, од поблиската фамилија со аневризма, да се испитаме, да направиме некој тип на скрининг, а она што може да го преземеме како пациенти тоа е да се откажеме од цигари или да ги намалиме барем цигарите и да го контролираме крвниот притисок. Бидејќи, како што кажав, тоа се двата фактори кои предизвикуваат да настане крварење на овие аневризми. Колку пациентите кои ќе им ги посочите овие работи навистина ги практикуваат и еве да кажеме совесни пациенти? Па, зависи колку се исплашени. Ако е пациентот исплашен, обично ги оставаат цигарите. Цигарите се главниот проблем. Притисокот не е проблем да го контролираат, ќе одат на кардиолог, ќе пијат соодветна терапија, ќе го контролираат, ќе одат на редовни контроли. Меѓутоа, цигарите се, знаеме какво општество сме, се е проблемот. Меѓутоа, доколку се доволно исплашени, доколку им се објасни што може да се случи, како што напоменавте вие на стартот, темпирана бомба дека ово. Јас мислам дека голем дел од нив ќе ги остават цигарите. Така. Доктор Јаневски, овде е крајот на нашата денешна емисија. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што ве зборувавме за оваа тема. Чисто да знаеме, значи, и какви може да бидат аневризмите, колку може да бидат опасни, како може да бидат третирани, меѓутоа еве како да се води нормален живот, како што кажавте, со откажување на оние лоши навики и лоши пороци кои што ги има меѓу нашето население. Ви благодарам што бевте мој денешен гостин. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.